денешниот дневник на ТВМ ке гледате. 34-та седница на Советот на општина Охрид, закажана во 5 до 12, се одржа без советниците од СДСМ и коалицијата. И во есен Охрид полн со туристи. Авантура на падините на Галичица за дечиња со посебни потреби. Започна 14-тата школа за млади лидери во Охрид. Уапсени шверцери на деца во Србија ги принудувале да просат и да вршат кривични дела. За најавените и за останатите содржини од денес ке ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а времето во текот на денот сончево и топло со дневни температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината и максимално 23 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон петок, ведро и свежо. Утре во југозападна, западна, северозападна, северна и централна Европа, умерено облачно и нестабилно со дожд проследено со ветер и свежо време. Во останатите делови од Европа времето сончево со локална облачност и топло. На истокот е континентот с големена облачност. На Балканскиот полуостров во петок времето претежно сончево со локална облачност ќе биде топло со максимални температури од 23 до 27 степени. Во Македонија во петок свежо утро со утрински температури од 4 до 13 степени. Во текот на денот сончево и многу топло време, максималните дневни температури од 20 до 30 степени во Македонија. Во нашиот град во петок свежо утро, во текот на денот сончево и топло време, минималната 10, дневната 24, а во сабота и недела сончево и многу топло време со минимална температура од 10 степени, дневната 24. Во понеделник не очекува умерено облачно и нестабилно време со дожд во доцни попладни вечерни часови, проследени со ветер и пад на температурите, минималната 9, дневната само 13 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Идеално место за вашиот следен настан, роден ден, прослава, тимбилдинг или неформална дружба со вашето друштво или семејство. Со можност за анимирање со голф инструктор. Повелете во Голф клуб Охрид. Информации на телефонот 070 249091. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оробник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени.
Превентива инженеринг, село Оровник. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и навреме пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Советот на општина Охрид денеска ја одржа 34-та седница со уште еден ребаланс на буџетот на дневен ред. Јавноста воопшто не беше известена дека е закажана седница, а советниците дознале за истата во текот на вчерашниот ден. Советниците од СДСМ и коалицијата ја напуштија седницата поради, како што велат, грубо кршење на деловникот за работа на Советот и статутот на општина Охрид. Експресно 34-то заседавање на Советот на општина Охрид со ребаланс на буџет на дневен ред. Седницата закажана во 5 до 12 се одржа без советниците од СДСМ и коалицијата кои ја напуштија салата. Причина е, како што велат, грубото кршење на деловникот за работа на Советот и статутот на општина Охрид. Имено согласно статутот на општина Охрид, Советот работи на редовни седници и кога налага потребата, може да бидат одржани свечени и вонредни седници, вели координаторката на советничката група на СДСМ Живка Ангеловска. За одржување на редовните седници, денот и часот и местото на одржување на седницата треба да биде доставен и објавен во еден од локалните средства за јавно информирање во рок од 7 дена пред денот на одржувањето на седницата. Тој рок е задолжителен за доставување на предлог дневниот ред и материјалите за седницата и за советниците на општина Охрид. Вонредните седници според статусот се одржуваат по прашања кои се од значење за сигурноста и безбедноста на граѓаните и според вонредни околности, објаснува Ангеловска. За одржување на седницата бевме известени во текот на минатиот ден, а како точки на дневен ред представува ребаланс на буџетот, кој што во никој случај не представува ни прашање од значење за безбедноста и сигурноста на граѓаните, ниту пак вонредна околност. И покрај тоа што како советничка група сме секогаш за дискусија, секогаш сме на страната на разменување на мислења, соочување со факти, меѓутоа наша основна должност и обврска како советници е да го почитуваме деловникот за работа, а исто така и статутот. Токму поради тоа, поради грубото кршење на деловникот за работа и постапување спротивно од одредбите на статутот на општина Охрид, ја напуштивме оваа седница. Ангеловска потенцира дека за буџетот како најважен акт кој Советот го носи мора да се дискутира и сериозно да му се обрне внимание. Ребаланс му правиме речиси на секоја втора седница и несериозно е она што се кратело на предходната седница сега да се надополнува и повторно истото, посочува советничката.
Секретарот на општина Охрид Александар Китевски пак вели дека ребаланс се врши поради проблеми со извршување на средства по основ на извршни судски решенија и како и поради зголемениот прилив на средства во општинскиот буџет, последица на измените на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа за зголемување на нивната финансиска стабилност и сигурност. Итноста е да се стигне до реализација над 75%, што пак ќе дозволи законско проширување на општинскиот буџет за 10% до нова година, со барање проследено до Министерството за финансии, што изнесува 34 милиони и 970 илјади денари, вели секретарот. Итноста на оваа седница, покрај другото, се наложува и поради фактот што иако стручните служби во општина Охрид во претходните денови имаа сознанија, значи за овие показатели, сепак се чекаше официјално известување од страна на Министерството за финансии, кое што стигна на 10 октомври, и оваа седница беше закажана токму за денес со цел да може ребалансот да се направи што побрзо, имајќи во предвид дека секојдневно имаме приливи на нови средства, да не дојдеме во ситуација и покрај направен ребаланс, истите средства да не можеме да ги искористиме, а новите средства кои од 10% кои што ни се дадени на располагање, пред се искористуваат за плаќање на доверителите кои што извршуваат тековни активности, градежни активности во општина Охрид. Китевски посочува дека приливот на средства во општинската каса од продажба на државно земјиште од Министерството за транспорт и врски, кој всушност ги предизвика овие тектонски пореметувања во реализацијата на програмите и самиот буџет, има и позитивна страна, бидејќи очекувањата се 2024 година општина Охрид конечно да дочека и од блокираната сметка. И во есен Охрид полн со туристи. Голем број странски групи секојдневно го посетуваат главниот туристички центар. Туристичките работници велат дека веќе се прават подготовки и договори за следната туристичка сезона, која очекуваат да биде уште подобра од 2023 година, која испиша рекорди, надминувајќи ги бројките на ноќевања и број на туристи од 2019 година. На прагот на есента Охрид се уште исполнет со туристи. Голем број странски групи секојдневно имаат прошетки на брегот на Охридското езеро. Оваа сезона десетици илјади гости од Холандија и Англија го посетија главниот туристички центар. Добрите познавачи велат како никогаш претходно годинава имаше туристи од сите страни на светот. Она што радува за сезоната 23-та, за оваа летна сезона е што имаше голем вариетет на странски гости. Значи бевме сведоци изминатите години, капацитетите делумно беа закупени од гости од Холандија, нешто кратко од гости од Турција, соседните држави, меѓутоа оваа година бевме сведоци дека има гости од, можам да кажам, скандинавските земји, голем број на гости од Чешка, Словачка, Полска, и тоа радува. И заради тоа и бројките се видно пораснати, процентите го покажуваат она што го покажуваат. Сума сумарум можеме да кажеме дека имавме повеќе од успешна летна сезона. Патната инфраструктура, недоволниот број на паркинг места и ниската еколошка свест е она на што најчесто се жалат странските туристи кои одмараат во Охрид. Наспроти тоа, воодушевени се од гостопримството, храната и природното и културното богатство. Гостопримливоста на луѓето, ние сме познати по тоа, гастрономијата, значи храната, секако нашата природа, културното наследство, она што го поседува градот Охрид како Охрид, што е наше карактеристично, со тоа гостите се воодушевуваат. Туристичките работници велат дека веќе се прават подготовките и договорите за следната туристичка сезона, која очекуваат да биде уште подобра од 2023 година, која испиша рекорди надминувајќи ги бројките на ноќевања и бројот на туристи од 2019. Програмите, договорите и сите планови се прават сега во септември и почетокот на октомври, така што исто така се очекува добра 24 година, да кажам оптимистички да биде едно 20 до 30% поубава од оваа, ќе биде феноменално. За идната година се очекува зголемување на бројот на холандските и англиските туристи за 15 до 20%. Сдруженијето на планинари Великамен и Сдруженијето на родители на деца со посебни потреби Тајните на моето срце ја реализираа втората планинарско-рекреативна акција на падините на Галичица.
Дефектолозите велат дека ова е убава можност за развивање на самодовербата кај овие лица и за јакнење на спортскиот дух, а водичите на планина додаваат дека ова е само една од можностите за инклузија на овие лица во уште една од сферите на општественото живење и подобра социјализација. Авантура на падините на убавата Галичица за дечињата со посебни потреби. Имено, деновиве Сдруженијето на планинари Великамен и Сдруженијето на родители на деца со посебни потреби Тајните на моето срце ја реализираа втората планинарско-рекреативна акција. Настанот беше реализиран во насока на промовирање на спортскиот начин на живење, како и негување на природата, а целта на акцијата повторно беше да се подигне свеста за лицата со попреченост и да се направи нивна инклузија во сите сфери на општеството, велат организаторите. Нашето Сдружение на планинари Великамен ја прави оваа акција со лица со попречености, со цел да се поттикне спортскиот дух, а и со тоа автоматски да се направат едни здрави навики на живење, здрав живот. И најважно е да се направи еден апел и до другите друштва да се направи една инклузија со овие лица со цел да имаат подобра социјализација, повеќе дружење, шетање во природа. На лицата со попреченост не им се потребни само пасивни третмани во затворени простори, не е потребен само престој во затворени дневни центри, каде подолго време минуваат пред телевизор. Треба да се занимаваат со спортски активности, да го развиваат својот дух и да зголемат својата самодоверба, посочи Александра Кристоф Апостолова Сабрас, дефектолог. Конечно мора нешто вакво да се направи. Децата со попреченост не класично да се носат само на екскурзија и да се јади по некој сендвич, него да можат да го развијат спортскиот дух, да можат да ги разбијат препрепките, бариерите, да се осеќат корисни, да се осеќат како равноправни членови на ова општество и дека можат и умеат да искачуваат врвови, а сепак верувам дека со оваа акција, која нема да застане тука, ќе продолжи понатака. Значи ќе има и други планинарски активности, верувам дека ќе успееме со оваа група на попреченост да ги скачиме повеќе тури. Сдруженијето на родители на деца со посебни потреби, Тајните на моето срце им помага на дечињата од социјално загрозени семејства, на децата без родители и децата со посебни потреби. До сега има помогнато на 40 дечиња. Сдруженијето пак на планинари Великамен е формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување и усогласување на своји заеднички цели и интереси и вршење активности во областа на планинарските спортови и зачувување на животната средина. Акцијата беше подпомогната од општина Охрид, како и од Црвениот крст од Охрид. Во рамки на националната кампања на Црвен крст на Македонија под мотото Првата помош спасува живот, Црвен крст Охрид оваа година се вклучува со спроведување на кампања по прва помош во училиштата. Денеска се одржа првата обука во рамките на оваа кампања на Црвен крст Охрид, со која беше опфатен наставнички кадар од основни и средни училишта од Охрид и Дебарца. До 15 февруари 2024 година ќе се спроведат бесплатни обуки по прва помош за околу 500 ученици на возраст од 12 до 18 години од сите основни и средни училишта на територијата на општините Охрид и Дебарца, како и бесплатни обуки за наставниот кадар. Обуките ќе ги спроведуваат лиценцирани предавачи и демонстратори по прва помош. Црвен крст Охрид долгогодишно активно работи на планот на унапредување и развој на дејноста во делот на првата помош. Сега со посебен придонес во образовните институции, каде уште од најмала возраст се обучуваат младите како правилно да укажат помош таму каде што е потребна. Првата помош е непроценлива животна вештина која децата треба да ја надоградуваат во текот на животот, велат од Охридската организација на Црвениот крст. Во Охрид започна 14-тата школа за млади лидери на поранешниот претседател на Република Македонија, професор доктор Ѓорѓе Иванов. Тема на овогодинешната школа е едукација, трансформација, лидерство и на истата учествуваат 40 на учесници од различни земји од светот.
14-тата школа за млади лидери свечено беше отворена вчера вечер од поранешниот председател на Македонија Ѓорги Иванов, кој на младите лидери им посака добре дојде во Охрид. Им посочи на младите лидери никогаш да не ја губат надежта и трпението и секогаш да размислуваат позитивно, да бидат подготвени континуирано да се образуваат и да се развиваат, а тоа можат да го постигнат со самокритичност, самодоверба и саморефлексија. Исто така им посака да се стегнат со нови пријателства, нови лидерски вештини и нови знаења кои ќе ги подготват полесно да се соочат со предизвиците на нивниот животен пат. Темата на овогодинешната школа за млади лидери е едукација, трансформација, лидерство и на истата учествуваат 40 учесници од различни земји од светот, кои своите знаења, вештини и амбиции за лидерство ќе ги градат и развиваат со повеќе од 20 меѓународно признати професори, експерти од разни области, актуелни и поранешни политичари. Школата е организирана од кабинетот на поранешниот председател Иванов во партнерство со Меѓународниот центар Алијанса на цивилизациите и алумни Асоциацијата Иванов школа за лидери. Првата меѓународна обука за млади лидери се одржа во 2010 година. Од тогаш, во текот на досегашните 13 школи, учествуваа 509 млади луѓе од земјата и од странство со различна академска и професионална позадина. Во склоп на школата за млади лидери низ годините досега предавања одржаа над 322 реномирани предавачи од Република Македонија, Европа и светот. Во 2018 година проектот Школа за млади лидери на председателот Иванов е прогласен за најдобар социјално одговорен проект во Европа за 2017 година од страна на Светскиот инвестициски форум за бизнис ангели. Јавното предпријатие Охридски комуналец во сабота 14 октомври ќе организира акција за подигнување кабаст отпад од урбана заедница Видобишта. Граѓаните кои живеат во овој дел на Охрид, доколку имаат ваков отпад, стар мебел, душеци, телевизори, шпорети, теписони и друго, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 14 октомври со претходно пријавување на локацијата на дежурниот телефон 075 495 428 кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Кабастиот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или други пристапни места предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Уапсени 5 лица во Србија под сомневање дека вршеле трговија со луѓе, а против едно лице кое е во притвор ќе биде поднесена кривична пријава, информира Српското министерство за внатрешни работи. Српската полиција во соработка со Европол ја разоткрила и разбила криминалната мрежа која се протегала во неколку земји од Европската унија. Тие се осомничени за трговија со луѓе со цел присилен брак, принудно питачење и принуден криминал. Во истрагата биле вклучени и властите на Австрија, Франција и Германија. Спасени се 8 жртви, од кои 6 малолетни деца на возраст од 6 до 11 години, една 18 годишна девојка која држеле во услови слични на робство и една 37 годишна украинка која била принудувана да проси. Уапсените се осомничени дека тргувале со своите биолошки деца и други деца со кои биле поврзани и ги продавале жртвите на други сторители надвор од Србија. Осомничените наводно ги принудувале малолетниците да просат и да вршат кривични дела во Србија, Австрија, Франција и Германија, а со експлоатација на жртвите се стекнале со противправна имотна корист од неколку десетици илјади евра кои ги користеле за сопствени потреби и луксузен живот. Шести ден од конфликтот меѓу Израел и милитантната група Хамас, по 1200 загинати е досегашниот биланс на жртви на двете страни, соопштиле официјални лица. Обединетите нации соопштија дека од саботата повеќе од 338.000 жители на Газа се раселени. Израел собрал 300.000 резервисти во близина на границата со Газа за потенцијална копнена инвазија и го прекина снабдувањето со електрична енергија и вода на територијата на Газа, како и снабдувањето со лекови, храна и гориво. Израелскиот министер за енергетика изјавил дека опсадата на Газа нема да заврши се додека израелските киднапирани заложници не бидат ослободени. Портпаролот на израелските одбранбени сили соопштил дека Хамас држи најмалку 97 лица како заложници. Американскиот државен секретар Ентони Блинкен синоќа отпатува за Тел Авив. Сад преговараат со Израел, Обединетите нации и Египет за можноста жителите на Газа безбедно да ја напуштат областа, соопшти Белата куќа. Но Египет ги затвори границите и го отфрли предлогот за воспоставување на хуманитарен коридор.
Во Франција и Монако разбиена криминална група од Балканот, а главната улога ја имал Србин. 19 лица се уапсени под сомнение за криминални активности како трговија со дрога и оружје и перење пари преку лажни фирми, прекршоци за кои е пропишана казна од 10 години затвор. Истрагата ја спровела Националната управа за борба против организиран криминал, а криминалците биле откриени благодарение на апликацијата Sky. Инспекторите ги снимиле нивните разговори и откриле криминална мрежа воспоставена на југоистокот на Франција. Криминалната група увезувала огромни количества дрога за францускиот и европскиот пазар. Францускиот весник Паризиен пишува дека водач на мафијата е Србин од Бранимир В, познат под прекарот Брацо, кој се фалел дека мачел и убивал луѓе. Тој живеел во Франција од 2000 година и бил познат како моќен предприемач и собственик на голем број луксузни имоти и на агенции за недвижности. Полицијата при претресот запленила 2 пиштоли, нешто повеќе од 19.000 евра во готовина, саати и блиндиран автомобил Audi A8. Кои пораки беа испратени од состанокот на НАТО во Брисел? Министрите за одбрана на НАТО на состанокот на кој присуствуваше и председателот на Украина Зеленски порачаа дека кризата на Блискиот Исток нема да влијае на нивната подготвеност да ја продолжат воената помош за Украина. Помошта на Украина требаше да биде централна тема на состанокот, но по нападот на Хамас на дневен ред се најде и состојбата на Блискиот Исток. Изненадната посета на Зеленски на Брисел допринесе да се врати фокусот на Украина. Зеленски рече дека престојната зима ќе биде вистински предизвик. Ние сме подготвени, но потребна ни е ваша поддршка. Треба да разговараме како да ги избркаме русите од нашата земја, бидејќи тоа е она што ќе ја запре војната, рече Зеленски. Американскиот секретар за одбрана најави нов пакет воена помош на Вашингтон за Киев од $200 милиони. Советот на министри за одбрана на Алијансата го поздрави зајакнувањето на силите на КФОР на Косово. Нашето присуство на Косово е важно. Видовме дека неодамна дојде до зголемување на тензиите и затоа е важна одлуката за зголемено присуство на КФОР на Косово, кажа Столтенберг. Почитувани гледачи, ова е се во првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!